Откупни пунктови во Скопје, Струмица и Ресен и Агрофуд платформа преку која треба да се реши откупот, складирањето, сортирањето и пласманот на земјоделските производи со додадена финансиска вредност за земјоделците, најави вице-премиерот во владата Љупчо Николовски на својот ФБ профил. Тој смета дека основа за тоа е изгласаниот закон за заем од Светска банка, со кој се обезбедуваат нови средства за модернизација на земјоделството. Пратениците го изгласаа законот за заем од Светска банка со кој се обезбедуваат нови 46 милиони евра кои ќе бидат вложени за нови капитални инвестиции за развој и модернизација на земјоделството, градење откупни центри во Скопје, Струмица и Ресен и Агрофуд платформа преку која ќе се реши откупот, складирањето, сортирањето и пласманот на земјоделските производи, софтверско решение за евиденција на целокупното земјоделско земјиште во Република Северна Македонија, брзи и точни информации за секоја парцела, кафелерија за еколошка преработка на нус производи од животинско потекло, заштита на животна средина, пишува Николовски на својата официјална Facebook страница. Според него, на овој начин земјоделците се вклучуваат како активни чинители во процесот на донесување одлуки. Инаку денес Министерството за земјоделство го објави текстот на законот за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост. Со овој закон се уредува продажбата на земјоделското земјиште во државна собственост на начин, постапка и услови согласно со овој закон. Почетната цена по метар квадратен во постапка појавен повик за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост се утврдува во евра во динарска противвредност по среден курс на Народната банка на денот на објавување на јавниот повик во зависност од катастарската класа. Според ВМРО ДПМН да се продава државно земјоделско земјиште за 1 евро не е добро. Во тој случај само одредени олигарси, бире кои што имаат црни фондови на средства, би го искористиле тоа да ги легализираат и да станат големи земјопоседници, но народот и државата во целина не би имале корист и ние сме против такво решение, рече пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН по посетата на Могила.